пожарникарите сакам да прашање за тој град Скопје има недостиг на пожарникари. Дали имате некоја стратегија, дали ги имате ново вработување? Исто така во склоп на тие што се вработени има многу мина што се болни од хронични болести како дијабетис, инфаркти, такви работи. За жал, противпожарната бригада на град Скопје од 2005 година навака е десеткована и во луѓе и во опрема, не е инвестирано нити во едното нити во другото. Во тек се разговори помеѓу градот, Министерството за внатрешни и Министерството за финансии за зголемување на котациите кои што се уплаќаат од нивна страна со цел да градот биде во состојба да распише оглас за прием на нови пожарникари. Во тек е набавка на 2 нови возила и пожарникарска скала, така што очекувам дека нешто што повеќе децении било запоставувано, лека по лека да го враќаме назад. Приметувате дека работиме на сериозни стратегии за градот Скопје, кои што паќат не само сообраќајни решенија, меѓутоа и стратегии кои што ќе помогнат она што 30 години наназад не било работено. Во овие 10-11 месеци веќе започнуваме на сите различни полиња да работиме. Вклучително и новата стратегија на градот за комуналниот отпад и за функционирањето на комунална хигиена. Ве повикувам утре присуствувате на Советот на град Скопје, каде што ќе изготвиме ребаланс на буџетот со што ќе обезбедиме средства за техничко премување и нова предпријатија. Значи за тие работени што се со хронични болести? Значи, во моментов имаме околу 200 пожарникари, потребната бројка е 380. Никој не вработил пожарникар од 2005 година навака. Не можеме акутните ситуации секогаш да ги решаваме, односно да ги затрупуваме огромните дупки кои што се позади нас. Превземам се што е во рамки и на мојата моќ, меѓутоа и во рамки на финансиската моќ и на градот и на Министерството за внатрешни и за финансии со цел да ваквата состојба подобриме, бидејќи ни предстојат и нови 20 на пензионирања на пожарникари во наредната година, така што не смееме да доведеме состојбата до алармантност.